Земјоделците од Кочанскиот регион кои произведуваат ориз во селото Облешево со земјоделска механизација ја блокираа едната коловозна лента на магистралниот пат Кочани-Штип. Од иницијативниот одбор за заштита на оризопроизводството истакнаа дека на овој начин го изразуваат незадоволството од лошата состојба во која се наоѓаат и што владата се уште не им ги исплатила субвенциите за предадената оризова арпа од мината годишната реколта. Цената е толку ниска што не можеме да преживееме. Никогаш не е била цената од 15 до 22 денари, сега е ниска цената, неисплаќање на субвенции. Од тоа, овој протест е трети поред, негде четврти поред, се уште владата нема слух да најде начин, барем дел од нашите потреби да не ги задоволи. Ние не сме фатени со ниедна ковид мерка која ги владата рекламира дека се 5 на број. Затоа бараме исплата на редовните субвенции кои ни следуваат по закон до крајот на да почнат да се исплаќаат до крајот на февруари месец. Беше обеќано дека ќе се исплатат до 31.12, не се исплатени, сега сме на прагот на обработката на површините и тие средства ни требаат. Редовните субвенции да не се исплатат. Субвенциите за зелена нафта да ни се дадат, бидејќи нафтата ни треба. Пошто цената на оризовата арпа е толку ниска, бараме дополнителни субвенции од 5 денари по килограм предадена оризова арпа од Министерството за земјоделие, односно од владата. Од протестот земјоделците упатија барање да се определи и заштитна цена, односно цена под која нема да може да се откупува килограм арпа или бел ориз. Немаме заштитна цена на оризот и самите откупувачи си ставаат нивна цена. А ние како оризопроизводители, бидејќи сме должни и према водостопанство, и према аптеките, да не ги бореме сите субјекти што ги имаме, сме должни да го дадеме. Мораме да го дадеме. Не притискат. По најниските цени. Еве, денеска е веќе Андрејата 40 денара, 35 е ситното опалето што го збореме ние, и тоа се најниски. А ѓубрињата веќе сега ако дојдете до аптеките ќе видите дека се покачени, нафтата веќе секој сами гледате на телевизија, секој дневно се качува, секоја недела се качува. Вадите, каналите не се доволно ископани, овие дождовите што наврнаа во јануари, февруари месец ќе направат проблеми, нема да можеме на време да ги обработиме површините. Затоа апелирам да во најкраток рок од Министерството за земјоделство ги исчистат каналите и со тоа ни возможат да ја обработиме земјата на време. Хидроложката состојба не е доволно добра и сега више при крајот на февруар месец уште немаме план изготвено, нема донесена одлука кој е полесто што ќе биде засејано. Бидејќи се повлечуваат на одлуката дека е подобро што помалку се сее ориз во оризовите површини затоа што и фалат број на вработени, фалат водари и безброј други прашања што не ги решаваат со институциите во Скопје, го пренесуваат самиот проблем на оризопроизводителите. Значи, наидуваме на површини засеени со ориз, што сега ова година, бидејќи нема доволно водари, ќе ги оставаат за карски култури, а останатите површини уназад 2 години што ги сеја од плодно земјиште, од ниви прва класа створија бари, шавари и трска, просто необработлива површина. Земјоделците од Кочанскиот регион нагласија дека очекуваат брза реакција од владата, зашто воспротивно ќе продолжат со протестите, а ќе применат и поригорозни мерки со целосно блокирање на магистралниот пат. Подршка на нивните барања дадоа и тутунопроизводителите од Прилепскиот регион, чии представници присуствуваа на протестот во Облешево.